Идеалите и соништата најчесто чекорат со младоста. Во следните минути ќе дознаете за едни такви соништа и идеали на едно 17 годишно момче кои што му се случувале во вителот на Втората светска војна. Крсте Крстановски е на прагот на 10-та деценија од животот. Тој на почетокот од Втората светска војна имал 14 години. Како младо момче бил жеден за наука. Основното образование го завршил со одличен успех, но семејството не дозволило да се одвои од нив и да го продолжи школувањето во Охридската гимназија. Судбината на Крстановски не му одредила лесен животен пат и наместо книга му одредила пушка. Во животот му било судено да стане најмладиот партизански курир во НОБ, борец и припадник на најелитната борбена единица 15-ти корпус, со која бил на Сремски фронт. Бил храбро дете, борец кој од самиот почеток како курир извршувал тешка и одговорна задача. Во текот на војната бил 3 пати рануван, но се исправал на нозе и чекорел по трнливиот животен пат. Поминал многу искушенија и тешкотии, а желбата да се школува станува реалност по завршувањето на војната. Во текот на животот вршил бројни одговорни функции. Крсте Крстановски е единствениот жив учесник од борците кои на 7 ноември 1944 година го ослободиле Охрид. Крстановски се родил на 19 ноември 1926 година во селото Велмеј, каде што ја поминал раната младост. Раскажува дека на училиште тргнал на 6 години. Основното образование го завршил со највисоки оценки како најдобар ученик во генерацијата. Како прв ученик во таа генерација ја добив стипендијата државна за продолжување на школувањето. И тоа ми беше уште од дете животна определба. Меѓутоа, како прва рожба и прв син, прво дете на брачниот пар Симо, стана мајка ми и татко ми, и семејството и блиските роднини за љубени, занесени во мене, не ми дадо и покрај сите молби на учителите, на блискиве роднини, на се што беше блиско, што можеше да зборува на родителиве, прво од љубов на прво дете и второ од страв дека ќе продолжам далеку да појдам и не ќе можат да ме гледат. Иако сите други услови што беа поставени, десетина, максимално ги исполнува. Желбата да се школува во Охрид не се остварила. Не помогнале ни обедувањата ни солзите. Родителите не дале согласност Крсте да продолжи да учи во Охридската гимназија. Наместо во училиште, Крстановски бил главен како овчарче. Јас сакав и дома не влегвев. Една недела не сакав да влезам, се лут, нервозен, али тоа беше тоа. Родителите ме спречија. Детството до раната младост, значи од раѓањето до раната младост го поминав во своето семејство, извршувајќи тешки денонотни земјоделски работи и чување и одледување на добиток и живина. Тоа беше занаетот и работата. Нема камен, а кај нас е горе на пасиштата само плочи, поубави од тие плочи на кои што учевме. Нема плоча на која нема моје писмо и моја математичка работа како дете. Меѓутоа, тоа беше тоа. На многу мала возраст Крсте станува свесен за настанатиот хаос во Кралска Југославија по капитулацијата во април 1941.
Крстановски на 15 години станува најмладиот курир на партизаните кој работел во позадина. Има крај, мојот пат е мајко слобода, не ме жали, мила мајко, ако загинам. Патот за премин од исток на запад, воглавно беше од исток на запад. Преоѓа нови борци, илегално, границава илегално се преминуваш. Прво, после останува ранети, болни, партизани. Првата задача ми беше да ги прихватам болни, ранети и да ги обезбедам. И поединци, борци што преоѓа преку граница илегално и групи да ги пренесам и да ги упатам преку врските што постоја за Караорман. Потоа старешини што се наоѓа преку граница на исток, што преминува на запад, исто така илегално преку граница до Оврска моја беше илегално ги пренесам. Вториот дел на задачата беше разузнувачки. Да се сознај колкав е бројот на граничниве караули, колкав е вкупниот број на граничари, како се формирани, во какви единици, колкај, како е моралот, со што се вооружани, како се опремени. По поделбата на Охрид и Деберца на окупаторите, Деберца потпаѓа под италијанската војска. Крстановски раскажува дека за 3 месеци научил италијански јазик и се спријателил со војниците од караулите. За среќа во 4 караули италијански најдов 6 членови на Комунистичката партија на Италија. Благодарение на нив, јас си преоѓав преку италијанскава граница како дома, преку домон. И работи што ја не можев да ги завршам, ми ги завршува ова група членови на партијата и готови ми ги предава. Воопште не се плашев и токму заради тоа што бев најмал ангажиран човек за овие одговорни, строго одговорни, опасни работи, така проценија дека на мене никој нема да посумњат. Кога капитулира Италија на 9 септември 1943 година и кога се разделувавме, раководителот на групава на комунистиве италијански ме однесе во една скривница илегално истиот ден, додека овие пеа, игра, бугариве, италијаниве и други што ја поканети како гости, како опроштаен ручек, тој ме однесе во една скривница и ме опрема целиот све во ново италијанско дело, во еден голем ранец, од петици што се вика до капа све. И ме даде лично оружје, еден војнички нож, автомат италијански, една торба амуниција за автоматот, 2 торби бомби, офанзивни, дефанзивни, и не знам што друго ме даде, за како ти немаш кај ќе најшеш, немат боси голи се одат, без оружје одат.
Ево ова ние како подарок, како другари, како пријатели, се договоривме кога се заменува, се изгушивне со раководителот што беше и ми рече ако останеме живи, јас ќе те побарам, ти не можеш да ме најдеш, јас ќе те побарам и ќе бидеме браќа и кумови еден други. Ќе бидеме семејство едно. Не се јави по војната, дали погина или ништо, се стори не се случи така. Од италијанските војници дошло и предупредувањето до Крстановски за опасноста која го демне. По ова сознание, без никој да знае од семејството, младиот Крсте донесува одлука самоволно да замине за Караорман и да ги побара партизанските одреди. Тогаш ми кажа дека бугарите се сомнат на тебе, рече, и те следат по чекор. Чувај се. Јас уште истиот ден, така како што бев, слегов долу во густата шума, во одбрав локација и се вратив со стадото тука и истата вечер уште му објаснав на детево, му кажав дека јас овде повеќе не може да живеам, заминувам Караорман, стадово ти го оставам тебе, му дадов упатство неколку дена каде да се движит, немој да водиш нагоре, само надолу ќе чуваш и ќе му кажеш на вујко ми беше инвалид од Балканските војни, двајцата војковците беа инвалиди, али ово едниот постариот беше, како се вика, челник на сите стада, што беа овци, кози, јариња, јагниња и така натаму. И ќе му кажеш само нему дека јас заминав партизани. Никому други. И се спрема, ме изопаса, не може да се изнаместа. И од тука во ноќта се изгуби. Среќа што теренот го знаев одлично и ноќе слегов попругу од колку дење. За сат и нешто се најдов, веќе ја преминав, патлив правец Кичево Охрид и теснолинејката на возот и прејдов кај Песочан и кренав нагоре за Караорман. Овој дел источниот го знаев Караорман до Педа и после краток одмор кренав, стигнав до кој што го знаев и потаму густи, буки, високи, теренот непознат, не можев да се движам ноќта, ајде реков ќе поседам, ќе одморам до зори. Шом се прозори, ќе го разгледам тој дел, ќе определаме правец и ќе продолжам во Базиви да ги најдам. На 7 јуни 1944 година, низ густата шума во Караорман стигнува на Рудина и стапува во контакт со партизаните. Побарал да го поврзат со Кирил Крстевски Платник, воен другар на неговиот татко. Платник бил член на генерал штабот и референт за прифаќање и упатување на нови борци во единиците. Тој немаше деца, за жал. И сакав да му се јавам дека дојдов оти. Тој знаеше кај сум и која задача ја вршам. Јас сам напуштив. Не смеев да сам да напуштя, ама последниот ден на 7-ми, после толку барања на бугариве, од 9 септември 43-та бугарите кои си замина, до 7 јуни 44-та година тие трагале по мене. Ама пошто италијани ми кажа мене, ја се спушти со стадото долу и никако не може да ме најдат. Далеку од Лабуко беше срав да се спуштат, да се судрат со партизани, да не најдат. Патролава
дојде по свирката, дојде кај мене, им се представи и замолив ова што го кажав, да се стретнам да се видам со платник. Тогаш ми кажа и прв разбрав дека денеска во Локов се формира првата македонска бригада и платник ја води делегацијата Локов на свечаноста, на формирањето. Ќе се вратат, рече, по ова патче, конјски пат, преку Ржаново. Седи до патов, кој ќе се приближат, кој ќе приверат, тога и стани и представи се. И после несел сат, проврева од Аржиново нагоре се качува и се исправи јас, платник напред, пошто и водеше, тој прв ме виде и ко ме виде, тој ми викна. Дојде и, ама некако лут, кисело се поздрави и рече, што си дошол овдека? Зашто го напуши теренот? Кога му објаснав јас се ова што го кажав до сега и поиќе, ме загуши, ме избаци, ти си, рече, најбистриот човек во луѓето. Ова што си го извел, ти, рече, тешко можеше друг да го извеш. Рече, ние бевме од тебе многу задоволни, штета што го напушти, али си морал да го напуштиш. Инаку ќе те немаме, ќе те загубиме за секој пат. И му кажав јас реков, сакам сега, разбрав дека бригадата е формирана и сакам одма да ме упатиш во прва бригада. Рече, слушај, ти си прво мал, по години и по раз, многу си уморен, многу си оптеретен, година време, ти саде под срав да живееш, да превоѓаш, то ретко човек може да го издржи, не дете на ова возраст. Ти, рече, ќе останеш овде во Базиве, ќе вршиш курирска должност, источниот дел во Подкараормански села од ова страна наша кон Дебрца и Малесија. И на Базиве до Шабов. Кој ќе видам јас дека ти си одморен, поправен, јас сам ќе те однесам во прва бригада, рече. Добро, и така беше. Крсте Крстановски станува борец во младински батальон и курир на втората чета, се до ослободувањето на Охрид и на македонските градови. Потоа станал и курир на батальонот кој се подготвувал да замине на Сремскиот фронт. Во подготовките на Стрем, зашто тамо ги демобилизира сите војска што им е слугано било чија војска. Останаме ние млади, најмладите, и се формира 15-тиот корпус, првата бригада комплет беше начело и тука ме отидо за кури на штабот на бригадата. И до 26 26 април до во Хрватска, до Славонска Пожега, кај што по трети пат тешко бев ранет, бев специјален курир во штабот на бригадата за извршување на посебни задаци во положаите на окупаторските
непријателските војски и во грбот нивни да еден вид разузнавач, известувач, за да видам со какви снаги се борат оружје и војска, за да можат да планират напад да се врши. И извршувајќи таква задача, на 26 април по трети пат ме ранија, прво ме блокира, ме открија, око се враќа, и после ме ранија тешко. Како се излеков од тој пекол, долга приказна е, ќе ја прекинеме, на 27 некаде околу 10 сатот, Ладо Малевски беше шеф на Агипропот, а поп Чирил Стојановски беше поп на бригадата. И излегувајќи од штабот, поминале случајно крај мене и први ме заминале, мислеле ова е куп трева. А кој ме донесол до тука, како сум ме преишол, река имат, ранет, и сам не знам, сега не може да си објаснам. И први ме заминале, а после Малевски беше искусен, образован, факултетски образован човек организиран уште пред војната, во Белград, кој студирал, и тој се повратил, ме открил и со наслушување утворил дека уште сум жив. Први мислеле на прв поглед дека сум во клиничка смрт, готов сум и ме заминале. Во повраќањето со наслушување повремено срцево давало знак дека сум жив. И тога разгаламиле тие 20 одма, викнале, докторот пак пред 3 дена го заробиле во Славонска Пожега, германец. И тука на лице место на отворено, на маса што сечеле касапиве месо за јадење, за борциве што спремале, што готвеле, на масата ме оперирале, ме очистиле, ме преврзале и ме одврзале и на маса. Легнат, уште и сите чекат дали ќе оживам или ќе ме пратат. И кога ме опече сонце, бев поставен спрема исток, а априлско сонце тамо рано доаѓа пролетта, како кај нас во август. И кога ме опече сонце, ми се отворија очиве и прогледав и од сонцето паднав од маса долу. И кога скокна, но 10 бели мантили околу мене, скокна сите од радост, ме крена в раце, али јако паднав, повторно прокрварив. Ме ставија пак на маса, ме преврзуваа, ме чистија, што праваа, не знам. И од тука памтам само дека ме крена, ме однесо во Шапската болница во прва бригада, која беше на северниот дел од Славонска Пожега. На 18 години е тешко ранет. По многу операции и неизвестност дали ќе остане жив, од Винковци заедно со многу ранети војници се враќа на рехабилитација во Охрид. Во коинска кола со повеќе ранети ме пренесо во болница на 21-ва српска дивизија, 12 километри од Славонска Пожега северно, која имаше опколено една четничка бригада и ја држеше во опколување. Тие и повикуваше на предавање, не се предава, и ме однесо во болницата, али тука
во Слама военно училиште. Славонска Пожега после 2 дена ја ослободиле и оттаму пак во конјска кола ме вратија во Славонска Пожега, во болница, али конјска кола по бакан пат од камен, од траскањето, сум крварел и сум добил тровање. И ко ме внесо во болницава, онма на операција пак. Втора операција. И треќа некоја, бев многу млад, не знаев за страв, не знаев за живот и за жал, за грев. Младо дете уште не. И се лекував цели 3 години. По воените акции и завршувањето на војната заминува на школување. Во Суботица по 2 години ја завршува војно-политичката школа. Во Тетово ја добива првата функција политички комесар. Во работата постигнувал одлични резултати. Одма ме унапредија во чин поручник, а за да добиев чин поручник ми требаше 4 години да бидам оценуван со одличен успех, редовно напредување. А мене борено за 3 месеци станав поручник и ја поминав во Охрид и прв што влегов в комитет, кој ме видо, кај беше бе, ние сите знаеме дека ти погина. Па оживе, реков. И не седав дома ни 2 дена. Велме. И си се врати преку Гостивар, ко појдо во единица, Славко Милосавлевски беше комесар на бригадата. Професор беше на правен факултет после, тога студираше уште. Тука од Вратница е Тетовско. И кој отвори документите, кој виде карактеристиката, дипломата, биографијата, рече, кој те пушти овде? Крстановски кажува дека од генерал-штабот во Белград на барање на општинскиот комитет е демобилизиран од војската и вратен во Охрид како потребен кадар. Во меѓувреме завршува виша управна школа и правен факултет. Обавувал бројни функции од судија за прекршоци до секретар на општина, бил ангажиран во разни комисии. И ако почнам да ви бром какви општествени функции вршев, нема партијата која функција, партијата единствена партија беше, али тога беа сите општествено-политички организации. Рамноправно сите партиципира во власта од месни одбори до Сојузното собрание. Едната организација, ако не се согласеше со некоја одредба на закон, го одлага додека се усогласат. Никаква диктатура, никаква сама партијата да управуваат. Ја бев и секретар на општински комитет и на младина и на партија. Никогаш не можеме да донесеме одлука самоволно. Стој што тој состав то не го правеше и да можеше не го правеше. Без согласност на сите. Крсте Крстановски е добитник на 7 одликувања на бројни општински, републички и сојузни награди. Заминал во пензија во октомври 1986 година, но неговиот активен ангажман во општественото живење престанал во мај 2010 како председател и член на председателството на Сојуз на борци.
Крсте Крстановски на прагот од 10-та деценија и покрај сите премрежиња, живо и незаборавно се сеќава на настаните од минатото и ги живее мирните пензионерски денови со сопругата Марица. Неизмерно е горд на своите 6 деца, 10 внуци и 3 правнуци. Само вели, сенка фрла разделеноста со дел од членовите од неговото семејство кои живеат во САД и Австралија.